Благодарам, колега Джафери. Почитувани колеги, почитувана јавност. Навистина загрижува што има многу по-итни работи кои што треба да дебатираме и да ги решаваме од државата. Вие сте се фатиле за разрешување на господинот Зврлевски. Според мене поитни работи се решавање на пожарите во Македонија, стратегијата за бегалците која што се носи во моментот, хаосот во здравството кој што го направивте, штетните договори за Република Македонија, чистките во МВР, но сето тоа за вас е ирелевантно. Пред да почнам, навистина жалам што колегата Груби не е тука, но сакам да дадам краток осврт по повод неговото обраќање. Најпрво би го цитирал членот 8а, закон кој што е донесен консензуално 2016 година. Од денот на донесување на одлука за распишување на избори до завршување на изборот за председател на Република Македонија, претајници во собранието, изборот на владата на Република Македонија согласно со изборите од резултатите, како и од денот на донесување на одлука за распишување на избори по до завршување на изборите за градоначалник, членови на Советот, односно до конституирање на Советот на општините и градот Скопје, не може да се започне постапка за вработување на нови лица или постапка за престанок на работен однос во државни и јавни институции, а започнатите постапки, напоменувам, се ставаат во мирување, освен во случај на итни и неодложни работи. Јас сметам дека со своето обраќање господинот Груби се обиди да ги замае граѓаните на Република Македонија. Очигледно заборавил дека тој и неговата партија гласаа за назначување на господинот Зврлевски 2013 година без никакви забелешки и преговори. За сега одеднаш да им стане главна пречка во спроведување на реформите на така наречената реформска влада. Навистина реформска влада која што работа по принцип на инклузивност само на поедини семејства, пример кој што е генерална одлика на владењето на СДСМ. Еден таков еклантен пример имате во Тетово, каде што од едно исто семејство двајца членови се избрани и именувани за функционери последните денови, едниот во петок, едниот пред 2 дена, од едно исто семејство. Ете, тоа е начинот на владењето и практицирање на демократијата на СДСМ. Но верувајте, и нивната коалиција, но верувајте, народот гледа, народот суди и народот ќе ви пресуди на 15 октомври. Навистина сте принципиелни од збор. Почитувани колеги, почитувана јавност, погубно ако некој мисли дека се што ќе каже, се што ќе вети од оваа говорница, само за да профитира моментално. Граѓаните ќе го заборават за истото тоа повторно, да им се вети на следните избори и тоа така да трае до недоглед. Сметам дека демократската светска и граѓаните сега е многу поголема и пообјективна. Благодарам.